إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije بإذن الله تعالى ќе продолжиме со едно ново поглавие во оваа изворена книга, а таа е Китабу Таухид од авторот шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И велит авторот баб قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Авторот рахимахуллах го започнуваат ова поглавие исто така со еден ајет, а тој е: наслонете се на Аллах ако вие сте на вистина верници, или ако сте вие вистински верници. Наслонете се на Аллах субхана ва таала ако вие на вистина сте верници. Таваккул е значи да се наслони човекот врз нешто или на нешто во барање на неговите желби да се исполнат, или па да се острани нешто што него посакува тој да му се случи. Значи се наслонуваат, се потпират врз нешто за да му се исполнит, или па некоја работа што не ја сакат, тој се наслонува на тоа нешто за да го отстрани тоа. За да го, значи да го отстрани и да не му се случи. Ова се случува само, се реализира само за Аллах субхана ва таала. Само, значи, за Аллах субхана ва таала, човекот се наслонува на Аллах субхана ва таала во барање на неговите работи кои тој ги сака, или па да се отстранат оние работи кои тој не ги сакат. Потполна доверба. Значи има потполна доверба во Аллах субхана ва таала, нема никакво колебање. Но, како што вели Шейх Утајмин рахимахуллах тука, исто така, односно истовремено ги извршуваат себепите. Значи не се наслонува само на Аллах субхана ва таала, како што вели тука Шейх Утајмин рахимахуллах, зашто наслонувањето само на Аллах субхана ва таала без правење на себепи не чинит. Исто правење себепите и наслонување само на себепите, оставање на Аллах субхана ва таала, заборавање на Аллах субхана ва таала исто не чинит. Што се барат од нас? Се бара, значи, да се наслоним на Аллах субхана ва таала и да ги извршиме дозволените себепи. Вели Шейх Утајмин рахимахуллах, како на пример иде човек и вели не се жени тој. Нема ни жена, ни се женил, а се наслонуваат и очекува, значи, дете. Какво е тоа наслонување? Или вели се наслонувам на Аллах субхана ва таала и не излагат од неговата куќа да го барат рискот. Легнат в кревење и вели дан му се наслонува, значи, на Аллах субхана ва таала. Ова наслонување, значи, не е правилно. Ова наслонување, значи, не е правилно. Зошто? Посланикот салаллаху алейхи ва селам беше од оние кои највеќе беа наслонети на Аллах субхана ва таала, но со сето тоа ги правеше исто себепите. Како што вели Шейх Утајмин рахимахуллах, кога пегамберот алейхи селату васелам сакаше да патуват, се спремуваше. Значи се спремуваше со патно средство, во тоа време како камила, како конј, како магаре и слично, и не само тоа, туку се спремуваше исто и со храна, и со вода.
и така, и така, и така натаму. Значи, не велеше тој, јас сум Аллахов посланик и таваккал ала Аллах. И да крениме на пат. Не. Значи, се спремуваше максимум. Исто вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, кога пегамберот алейхи салату васелам емигрираше за во Медина, се спрема со патно средство, се спрема со јадење, со пиење и не само тоа, туку зеде и човек кој ќе му го покажува патот. Значи не рече тој, јас сум Аллахов посланик, се наслонувам на Аллах субхана ва таала, Аллах ќе ни помогне и ќе го најме патот за Медина. И ова е, значи, големо пробивање против џематот Теблиг, што излагаат по еден месец, по 4 недели, по 50 дена, не знам како прават 40 дена, и тој вели, имаш пари, немам пари. Ако вели, таваккал ала Аллах, и излага, што со 20 евра до Пакистан вели тај ќе има. Значи, види, пекамберот алейхи салату вассалам, што е водичот на мутаваккилин, и пак, значи, ги подготвуваше себепите кои се дозволени. Исто вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, кога одеше во битка посланикот салаллаху алейхи васелам, ставаше, значи, шлемој на него и ставаше исто напред на градите, она, како заштитник, панцер се викат, значи ставаше панцер на градите. И тоа е дел, значи, од наслонувањето на Аллах субхана ва таала. Не велеше, аме јас се наслонувам и така излагам тука, без никаква заштита. Значи, сето тоа значи дека посланикот салаллаху алейхи васелам ги правеше оние себепи кои се дозволени. И велит имам Утхаймин рахимахуллах тука, дека се спомнуваат, се пренесуваат, дека во времето на Омар ибн Хаттаб ради Аллаху анху, кога беше халифа, дојдоа некои луѓе од Јемен да извршуваат хаџ. И дојдоа без никаков провијант. Значи, без никакво подготвување, нема ништо, ни за јадење, ни за пиење. Значи, со други зборови, со голи раце дошла. Со празни раце дошла. И му ги донесоа на Омера ради Аллаху анху и ги праша, што ова работа вашава, вие вака што сте излегле? Ти одговорија, нахну мутаваккилун ала Аллах. Ние се наслонуваме на Аллах субхана ва таала. Тогаш Омер им рече, лестум мутаваккилин. Вие не сте мутаваккилин. Вие сте мутавакилун. Вие тврдите, претендирате, ама не сте во вистина. Значи, вие тврдите, велите дека со вашите усти, но делата ваши кажуваат дека вие не сте мутаваккилин, туку мутавакилин. Значи, оние кои, значи, тврдат дека така се, ама вистината не е таква. Вистината, значи, е обратна. Вистината, значи, е обратна. И затоа велит Шейх Утхаймин рахимахуллах, дека ет-таваккул се поделуваат на 3 категории. Ет-таваккул се поделуваат, значи наслонувањето се поделуваат на 3 категории. Првата категорија, која е категорија на ибадет, на покорност, кој онај на кого ти се наслонуваш целосно и потполно, со чувство дека ти имаш голема потреба за него и дека ти си сиромав. Значи, имаш ти чувство во душата твоја, во срцето твое, дека ти имаш голема потреба за него. И ова врст, велите имам Утхаймин рахимахуллах, значи ова врст на таваккул, да ти толку да чувствуваш да имаш потреба и дека си сиромав, тоа е само за Аллах субхана ва таала, а кој му посветуват од ова наслонување на некој други освен Аллах субхана ва таала, тој направил
голем ширк. Голема ширк. Зошто? Зошто вели Шейх Утхаймин рахимуллах, тие не се наслонуваат врз нив, освен мислат дека тие имаат влијание врз светот. Врз универзум, да се наслониш на луѓе за да добиеш дете. Значи има луѓе нема дете и ојд кај поп, ојд кај оџа, ојд кај гробови и се наслонува на ним се. И толку е тоа чувство на наслонување што тој мисли ја имам потреба за ним и јас сум сиромав за нивната помош и за нивната поддршка. Ова вакво чувство те важат од верата. Вакво чувство за наслонување е дозволено да го имаш само единствено за Аллах субханаху ва таала, за други не. Или на доктор, или докторка, или комшијарка, или комшија, или не знае што. Значи, овие работи се опасни. Втората категорија на наслонување е категорија која вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, да човекот да се наслонуват врз некого за некоја си работа. За некоја си работа или за придобивање на риск. За да мисли тој, за мене немат излез, немат да пресперираме, освен ако остана во оваа работа. И тој, значи, толку се наслонуваат на таја работа, односно на тој човек, на тој газда, на тој шеф, што тој, значи, чувствуваат како една потреба за него, едно сиромаштие спрема него. Вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, за некој, дека некој алими рекле, ова е ширкун асгар. Значи, мал ширк е ова. Ако мислиш дека оваа работа, ја мо стаја од овде и готов со останав на улица, останав без леп, останав, значи оваа работа, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, мал ширк. И ширк исто скришен ширк, тајен ширк. Значи, што се случува во срцето. Значи, тоа чувство што го има човекот, никој не му го знае, освен тој самиот. И, значи, ова го има забележано многу во странство, што луѓето толку се поврзани за нивните фирми и за нивните работни места, што тој мисли дека кога го изваат од тука, тој готово ше е уништен. И поради тоа што тој такво чувство имат, тие може со него што сакаат да го прават и да го понижуваат и да го прават добро, и тој прифаќа све. Тој ги прифаќат и ги голтат. Зашто вели готово нема за мене, ако излезе од тука ја заврши со мене. И ова е опасна работа, значи мал ширк е велит Имам Утхаймин рахимахуллах. Зашто да вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, таја работа ја направил повеќе од себе да бидите. Значи толку си го поврзал срцето, што тоа више има фатено место во срцето твое повеќе од еден себеб. Повеќе и од еден, значи, и од еден себеб. Третата категорија на ет-таваккул, на наслонувањето, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, е наслонување на врз некој човек за работи кои тој е во можност да ги изврши. Ова е дозволено. Значи, му оставаш, пример, да речеме таке, купо-продажбата, трговијата да тој да ти ја бркат, или други работи, како вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, пегамберот алейхи селату васелам, за курбаните, неколку курбани му ги остави на Алија радијаллаху анху да ги заколи. Значи, ова исто се наслони на него. Му ги остави нему. Му остави, значи, во доверба. Значи, ова е дозволено, ако тој е, значи, во можност, значи, да ги направи. Исто така, значи, некои други од асхабите ридвануллахи алейхим ги одреди за да збираат садаката. И тоа е, значи, една врст на наслонување за работи кои тие се во можност, значи, да ги извршат.
Значи, затоа е важно ова поделувањето, категориите прва категорија, втора, трета, значи, за да знаеме, значи, да разликуваме. За да знаеме да разликуваме. Шейх Салих ал-Шейх, хафизахуллах, во неговото објаснување на ова поглавие велит дека ова чувство на ет-таваккул ала Аллах, да ова чувство да биде појако и поцварсто и поинтензивно, идет или од причињето за да се појачи това, размислувањето на човекот во врска со створенијата. Значи, во врска со створенијата, да размислува дека како Аллах субханаху ва таала овие неба, земји, океани, дождови, снегови, планиње, реки ги створил. Кога мисли тој дека тој што има таја моќ да овие работи да ги створит, тој е моќен исто и мојата ситуација да ја подобрит. И тогаш јас само не му се наслонува, не му се наслонува на ове или на онега. Значи тој што има оваа сила и оваа моќ за цело овие работи да ги прави, тогаш тој заслужува да не му се наслонам. За сите мои работи. И моите работи се многу полесни од овие работи други што се многу поогромни, што се створени. Значи затоа размислувањето во врска со теухид ер-рубубија го појакнува, значи, ет-таваккул ала Аллах. Значи тогаш сваќаш дека сите работи се во раците на Аллах субханаху ва таала. Значи ти џабе да бараш кај другите. Џабе да се жалиш, така речено. Значи ти тогаш разбираш и сваќаш дека сето тоа е во раците на Аллах субханаху ва таала. И тогаш ова уште повеќе. Значи уште повеќе ти го зацврстуват ет-таваккул ала Аллах. Ет-таваккул значи ала Аллах. Исто од ајетите кои ги спомнува тука авторот рахимахуллах како аргументи во врска со ова поглавие, тоа Аллаховиот говор: иннамал муъминуна аллазина иза ذُكِرَ Аллаху ваџилат قُلُوبُهُم. Навистина, верниците се оние кога ќе се спомне Аллах субханаху ва таала треперат нивните срца. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. И кога ќе им се читаат на нив неговите ајети, им се зајакнуваат, односно им се зада, им се зголемуваат, им се повеќуваат. Значи, вистинските верници, значи оние кои вистински веруваат во Аллах субханаху ва таала, кога ги слушаат Аллаховите ајети, им се зголемуваат иманот. Им се зголемува, значи, иманот. И вистинските верници, како што вели Шейх Утhaymeen рахимахуллах, значи, аллазина иза ذُكِرَ Аллаху ваџилат قُلُوبُهُم, кога се спомнуваат Аллах субханаху ва таала, нивните срца треперат, што значи вели Шейх Утhaymeen рахимахуллах тука, тие се плашат од Аллах субханаху ва таала. И кога, например, некој од нив наменува да прави некој греф, кога ќе се потсети на Аллах субханаху ва таала, го остава тој греф. Или кога ќе му речи некој други иттақиллах, плаши се од Аллах субханаху ва таала, тој се повлекува. Значи вистинскиот верник, кога ќе му се речи плаши се од Аллах, некој му вели нему, тој тогаш, значи, не го фаќат инает. Или не го фаќат, значи, ароганција да имат, да бидат арогантен. Не. Тој тогаш се враќа назад. Зошто? Зошто тој неговото срце трепери кога се спомнуваат Аллах субханаху ва таала. Неговото срце, значи, треперите. И кога се читаат аетите Аллахови, им се зголемува, значи, иманот, wa ala rabbihim yatawakkalun. И тие врз нивниот Господар се наслонуваат. Значи, верниците ги имаат овие својства. Со овие својства Аллах џелешано ги имаат опишано вистинските верници.
нивните срца треперат кога се спомнуваат Аллах Джелешану, им се зголемуваат иманот кога ги слушаат Аллаховите ајети и се наслонуваат врз Аллах субханаху ва таала. Значи не се наслонуваат тие врз алейкум селам рахметуллах. Значи не се наслонуваат на створенијата, туку се наслонуваат значи врз Аллах субханаху ва таала. И исто од својствата на верниците е во овие ајети тука во суратул Анфал, Аллах таала има то пишано еллезина юқимуна ссала. Значи и оние кои го извршуваат намазот на најдобар начин. Значи еллезина юқимуна ссала, значи намазот го извршуваат значи онака како што им е пропишано од Аллах субханаху ва таала. Значи намазот не го кланјаат тие како сакаат или како ќе им текне днем. Не. Како ми е пропишано значи од Аллах субханаху ва таала. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. И од она што ги имаме дано риск, еден дел од нив го даваат. Вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, значи wa mimma овде значи еден дел од богатството, од имањето го даваат значи во име на Аллах субханаху ва таала. Еден дел од имањето го даваат во патот на Аллах субханаху ва таала. И ова е важно, од платата ќе земате, да одвои значи 500 денари во месецот да даваш садака. Да се навикне човекот. Зошто еден од шеховите во Медина велеше, садаката го омекнува срцето. Значи, и велеше дури секој ден да покушувате да давате садака. Значи, не значи садака даваш и 100 евра, 200 евра, не, и 10 денари, и едно чоколадче, и една мастика, не знам што. Значи, може да бидат мали работи. Или вода да даш. И пекамберот алейхи салату вассалам има речено, најдобра садака е вода да даш. Вода ќе купиш 20 денари. Ама не да ја даеш водата за садака, значи не да биде тоа давање како адет. Значи кај нас е адет да му купиш и на колегата твој тој да ти купи тебе нешто, ама ти немаш никаква намера за садака и за ибадет да биде тоа. Тука она ќе му го даваш и ти го дава тебе. Не. Да го правиш тоа значи со цел да му се приближиш на Аллах субханаху ва таала. Значи тоа ибадет е, брат. Садаката е ибадет. Ибадет е, баракаллаху фикум. Ми се чини дека имам Ибн Каим рахимахуллах има речено, кога човекот прави гревови, нака дават садака. Зашто Аллах субханаху ва таала му ги прости нему гревовите. Како на таја жена во Бени Исраил, која беше жена блудничка, но кога се излезе и се пренесува на други пренесувања дека маж бил, кој правил зина, значи, и кога излезе од изворот, најдено куче, како тоа, значи, лижеше земјата околу бунарот. И си помислите како тоа имала жет кучето, како тоа имаше претходно жет, слезе го наполни опинецот свој, велите опинец, порано гумените опинците, го наполни и му даде вода на тоа куче, и Аллах субханаху ва таала му се заблагодари нему или на нејзи, што му ги опрости гревовите и го остави во џеннет. Ова, али ми делат, значи, да му даеш вода на куче, на животно, како да му даеш вода на инсан, на човек. Значи, затоа ви работи, и овие работи имаат влијание, значи, во Медина, и во Мека исто, но во Медина ги имаме видено тоа, значи, саудијанците, на децата нивни мали, им даваат пари уште од кога се мали. И му велито, неси му нему таму пари на него. Еве 10 ријали, еве 50 ријали, дај садака. За на тоа дете да му се всади в срце доброчинството. Да му се всади в срце доброчинството. Баракаллаху фикум. Исто, од ајетите, кои ги спомнува тука авторот рахимахуллах, а тоа е Аллаховиот говор, ја ејухан набију хасбука Аллах. О пегамбере, Аллах ти е доволен и верниците кои те следат. И верниците, значи, кои те следат. Вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, дека овде имате една
една убава разлика. Зошто некогаш му се обратува Аллах субханаху Расул. Што е разликата овде? Неби и Расул. Зошто? Зошто некој пат со неби, пекамбер, а некој пат пратеник, посланик. Вели Шейх Утемин рахимуллах, она што има забележано и што се дошол до заклучок, кога се заработи лични за пекамберот, му се обратуваат Аллах џелешану со неби. Ја ејухан неби. А кога се заработи што треба да ги пренесе до умето негов, тогаш со Расул, со пратеник, да ги пренесете на другите. Значи овие работи само може да ги најдеш ќе вакти алими како што е Шейх Утемин рахимахуллах и такви слични калибри како него, Аллах да им се смилува. Значи, ја ејухан небију, хасбука Аллах. Значи, хасбука Аллах. Значи, тебе ти е доволен Аллах субханаху ва таала. Доволен ти Аллах субханаху ва таала. Не ти треби ни хасбу. И кој се наслонува на Аллах субханаху ва таала, тој навистина нему му е доволен. Ама وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, кој на вистински се наслонува на Аллах субханаху ва таала. Кој на вистински искрајно, зашто таваккул е ибадет, а ибадетот треба да биде со искрајност извршен, со ихлас. Значи кој искрајно се наслонува на Аллах субханаху ва таала, фа хуа хасбу. Тој му е нему доволен. Тој му е нему, значи, доволен. Што вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека тој има на него да му ги олесни неговите работи. Значи тоа значи тој му е нему доволен, значи дека ќе му ги олесни неговите работи и ќе му ги отстрани неговите тешкоти. И тоа го сака човекот. Тоа го намеруваат и го посакуваат човекот, за да му се олесна нему работите. Кога се олеснува, кога човекот вистински, искрајно се наслонува, значи, на Аллах субханаху ва таала. И потоа, и тоа е последниот аргумент што авторот го спомнува во ова поглавија, тоа од Абдулlah ибн Аббас ради Аллаху анхума, во врска со Аллаховиот говор, во врска со Аллаховиот говор, хасбуна Аллах ва ни'мал вакил. Овај ајет, хасбуна Аллах ва ни'мал вакил, Аллах ни е доволен и само како ви е закрилник е тој Аллах субханаху ва таала. Овај збор го има речено велит Абдулlah ибн Аббас ради Аллаху анхума, кога Ибраим алейхи салату васелам беше фрлен во оган. Кога мушриците го фрлија Ибраима алейхи салату васелам во огнот и тој оган го спремува, го палеа со денови, едва и го фрлија внатре, не, со денови го подготвува за да добие висока температура и да го фрлат Ибраима алейхи салату васелам внатре. Што беше кривичното дело на Ибраима алейхи салату васелам? Зошто повикуваше во теухид. Значи кривичното дело тоа беше во очите на мушриците. Им ги имаше, значи, навредено нивните богови кои тие ги обожаваа. И затоа тие, значи, се одлучија да го фрлат во огон, да го уништат, да го убијат. И Ибраим алейхи салату васелам во таа тешка ситуација има речено, значи, хасбуна Аллах ва ни'мал вакил. И се пренесуваат во книгите на тефсир, дека му има дојдено на Ибраим алейхи салату васелам во тие моменти мелачина. Ибраим алейхи салату васелам има речено, што има со вас? Јас ги имам Аллах. Значи, гледате, овие се имами на таваккул. Овие се вистинските мутаваккилин. Овие се вистинските мутаваккилин ала Аллах. Исто овај збор го има речено пекамберот алейхи салату васелам. А кога? Исто од Аллах таала велит: Инна an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. И рекоа, значи, хасбуна Аллах ва ни'мал вакил.
После битката на Ухуд, кој повеќе од 70 од асхабите на пекамберот алейхи селату васелам беа убиени во таа битка и пекамберот алейхи селату васелам беше повреден. Кога се вратија пекамберот алейхи селату васелам, кога се врати во Медина, мушриците заминаа Абу Суфјан во тоа време и другите што беа со него, се заминаа за Мека. Но во тег на враќањето за во Мека, најдоа една група на луѓе кои одеа за Медина. И им рекоа на нив, каде оите вие тие одговорија дека одат за Медина. Тогаш им рекоа, кога ќе стигнете во Медина да му кажете на Мухаммед дека ние сега пак ќе се вратиме во Медина и да ги уништиме целосно. Значи, замисли, каква ситуација значи? Значи, тешка ситуација. 70 од асхабите на пекамберот алейхи селату васелам беа убиени. И во тоа време, зашто бројот на муслиманите беше многу мал во тоа време. Како да пример да речеме за да сватите, во едно село на 1000 жители за еден ден да умрат 70 души. И е многу заприметливо тоа. Значи тоа е и многу тешка ситуација. За да разберете, значи слика да имате, значи зошто збориме. Во таа тешка ситуација Абу Суфјан дават абер, ќе се вратиме пак да ве уништиме целосно. Кога слушнаа тоа, значи им вела инна наса кад джама'у лекум, луѓето пак вас ви се собрале. Значи мушриците ви дојдат. Фахшаухум, плашете се од нив. Ова што се случи? Фазадахум иманан. Ова не да ги уплаши нив, не да ги потреси нив. Ова им го зголеми нив иманот. Им го зголеми иманот и рекоа хасбуналлах ва ни'мал вакил. И пекамберот алейхи селату васелам во таква ситуација прати еден број од асхабите ридвануллахи алейхим да излезат тие во правец на Мека. Да не мислат мушриците дека муслиманите се ослабени и дека се изнемоштени и дека се исплашени. Но више мушриците се има заминато. Се имале можеби, значи предомислено. Значи ова кажуваат, значи сето ова поглавие дека ет-таваккул, наслонувањето е огромен ибадет. Огромен ибадет. И како што вели шејх Салих ал-Шејх е во срцето. Значи овај ибадет се реализира во срцето на човекот. И е огромен ибадет, кој му припаѓа само на Аллах субханаху ва таала. Но за да се оствари, да се реализира овај ибадет, значи треба да имаме вистински иман. Да веруваме во Аллах субханаху ва таала. И да размислуваме во врска за таухид ар-рубубија. За да размислуваме, значи, во врска со таухид ар-рубубија. И тогаш, вели шејх Салих ал-Шејх хафидахуллах, значи, кога човекот на вистински се наслонува на Аллах субханаху ва таала, иако сите створение на небеста и на земјата покушуваа нему да му наштетат, Аллах субханаху ва таала ќе му даде нему излез и олеснување од неговата ситуација. Но кога тој вистински искрено се наслонуваат на Аллах субханаху ва таала. И потоа ги спомнуваат авторот рахимахуллах ел-месаил, меселињата, а првото меселе е дека ет-таваккул е од фарзоите, минел фараид. Фараид, значи фард е еднина, ел-фараид е множина. Значи ет-таваккул, наслонувањето врз Аллах субханаху ва таала е од задолжните работи. И втората работа, вели шејх Мухамед ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах, еннеху мин шурутил иман, е од условите на иманот. Шурут, шарт. Шурут е множина, шарт е еднина. Значи од шурут ел иман. Наслонувањето, значи врз Аллах субханаху ва таала. И после спомнува шейхот рахимахуллах објаснувањето, значи објаснувањето на ајетите
koju se napomna u ova poglavija i tuka završuvаме. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.